Како на фабричка лента, скопјанец се грижал кокаинот во килограми да стигне во Македонија, а од тука во помали пакувања до Струмица, Штип и другите градови. Таму ја пречекувале други дилери, кои биле задолжени за продажбата на мало по македонските улици директно до наркозависниците. Шемата била добро разработена, бизнисот цветала, трагите се бришеле за да не се откријат, велат извори на Алфа во акцијата со која полицијата разби голема кокаинска мрежа. Но сепак, доказ по доказ, одделот за организиран криминал при БЈБ во неколку наврати досега ги фатиле со по 100 грама кокаин во транспорт. Тоа ги донело и до други докази, а најверојатно и посебните истражни мерки помогнале да се растури мрежата. Претресите кои се спроведоа на најмалку 15 на локации ги потврдиле сомнежите на полицијата. Биле пронајдени повеќе предмети, меѓу кои одредено количество кокаин, поголема сума на пари, нелегално оружје и вага за мерење дрога. Неофицијално, засега, во рацете на полицијата паднале и имиња добро познати во криминалните кругови, меѓу кои се споменуваат Бранко Покреќевелиев и Зоран Бојаджиски, двајцата од Струмица, одреден Симо Коцев, како и Веле Петрушевски Бикот, за кој јавноста веќе има слушнато кога се појави како сведок на Александар Василевски Нинџа за настаните од 27 април 2017 година. Сомнежи има и за член на семејството на еден од лидерите од Грчец. За повеќето, сега осомничени во Македонија, претходно во повеќе странски држави се водела постапка против нив за шверц и продажба на дрога, зашто добиле и одлежале затворска казна. Директорот на БЈБ Александар Јанев не открива детали за акцијата, бидејќи се уште се тресе на повеќе локации во Скопски Грчец, Струмица, Штип. Криминалните актери во овие наркогрупи точно е дека биле од овде и биле граѓани кои што живеели и се движиле по овие улици. Добро познати си на струмичани, а се добро познати и во безбедносните сектори. Кога кажувам дека почна иницијативата од тука, почна со макотрпна работа, честна, на неколку колеги од секторот за внатрешни работи Струмица, посебно во одделот за криминалистичка полиција, начело со началникот на сектор за внатрешни работи, каде што прибра информации, каде што стигнаа до ниво кое што заслужуваше должно внимание. Од доаѓањето на новата власт, полицијата влезе во отворена војна со наркокартелите во Македонија. Една од поголемите акции против шверцот и продажбата на марихуана и кокаин беше таа против групата на Раде Трајковски Штекли. Предходно беа разбиени криминалните кланови од Грчец и Рачинова. Тие освен за шверц на дрога се товарат и за повеќе убиства. Членовите на Дукенџик завршија со затворски казни, а нивниот лидер Шевал Муаремиев во бегство во Дубај и за него е побарана екстрадиција. Белоноца барон се докажува во судска постапка за 8 убиства, зашто се товарат лидерите Фатлю Мајети Тоте и Аки Рахмановски.